Мистичните приказни кои ги користат влюбениците во нумерологијата придонесуваат за креирање нереална слика за значењето на мисијата која ја остварува. Се собира полека разбудениот македонски народ и денеска, како и во 33 градови низ Македонија. Не случајно е бројката 33, затоа што Македонија во Библијата е спомната ни помалку ни повеќе, туку 33 пати. Тоа се годините кои ги живееше на овој свет Спасителот наш, Господ Исус Христос. Толку пршлени на рбетот има човекот, па ако сакате и математички десетката која ќе се подели на 3 се добива 3,3. Ако сета оваа символика е токму таква каква што се прикажува, тогаш нормално е низата да продолжи со оној чии иницијали одговараат на споменатата влијателна бројка. Како да не се нервираш кога гледаш некакво плеќасто детиште со разбушавена коса, нели на никаков начин ги плени другите луѓе. Тоа е заедно. Нему пак не му остана ништо друго туку лутито да отфрли тезата. Ве повикувам да не се правите на лудничави. Буквално немојте повеќе блесави да ми изиграват. Грешката беше увидена, а барањето беше прифатено. За жал се измеша работите. И покрај ваквото признание со неспален интензитет беа откривани нови и нови теории со кои се сакаше да се докаже големата вистина за тоа кои сме и чии сме. Во таблицата на народите, првата етнографска таблица воопшто позната, што е направил Мојсей, која смета дека е донесена од Вавилонија, запишено името на Македонија како Китим. Китим, тоа е внукот на Ное. Македонците потекнуваат од најмладиот син на Ное. Тоа разбирливо придонесе сите, ама буквално сите да почнат да лицитираат со незината година на производство и да се нудат себе си како курбан за незината иднина. Македонија е најстара Македонија не во Европа, него и во светот. Ако требе до последното ја ќе бидам таа првата, и ако требе жртва ќе одам, мене нека му утепат, ама нема да дам Македонија. Работата дојде до таму што дури оној што беше директно обвинуван дека сака да ја даде, мораше да го декларира својот патриотизам. Тоа е нешто кое е за нас тако осеќајно. То боли, значи ми треба сега да јас сум македонец или не сум македонец. Шта сум ако не сум македонец? Тој притисок кој го прави Македонија, таа тегоба која ја предизвикува незината одбрана, не е лесно да се издржи. Едино јас на 2 пати отидов до една кафана во близина за да го искористам тоалетот таму, бидејќи беше многу топло, пиев многу вода и бев по стрес. А токму за таквото поведение, за тоа што тие си го сметаа за олеснување, имаше јавни предупредувања дека ќе биде тешко да се брани. Значи, кога беше тоа 27 април, јас ставив еден Facebook статус ќе висите заедно. Сега знаеш што мислам, Бетмен, дека ќе висиш одделно, дека така те насанкаа друже, дека ти ќе висиш одделно и тоа 5 години затвор. Причината за тоа што некој можеби неправедно ќе се лула е во тоа што тие, наместо да веруваат во предвидувањата, гаја лажни илузии врз основа на очигледно недипломирани гатачи. Стани, Трајко, од тука. Ќе почекаш да седиш. За одека се чекаш и тоа многу ќе чекаш. Пробевот кој беше направен со отварањето на вратите придонесе лепакот од фотелјата да се исуши. Но не само на таа, туку и на онаа, домашната, на главниот врачар, кој исто така го покажа своето врвно непрепознавање на сегашноста и на иднината. Доколку ги изгубите локалните избори, дали ќе се поднесете оставка? Не, ние на локалните ќе победиме. Не сте информирани. Но сето тоа не е без причина. Допрва на површина ќе излегуваат сите сознанија за тоа што се случи и што ги се случува. Имам чувство дека и ние на некој начин сме запрашувани. Верувам дека они тој алуминиум го прскаат и тоа едноставно не труе сите нас. Секој утро имаше шари на небото, веројатно прскале со ефтини седативи. Тоа не е единствената рецептура и премногу е скапа, па новата влада за да ја покаже својата штедливост предвидува користење традиционални, бесплатни средства за смирување. Значи на нашиот народ му треба добар ќотек и добро гушкање, за да свати каде му е местото, дека
за да не биде тоа лошо сватено добар ќотек, мислам дека некој треба да го опамети, да го ишамара за да се свести каде е. И на крајот, за тоа од каде треба да се почне со освестувањето. Срдечни поздрави из прелепа Македонија. Тоа е прилика се за ова. Следната година е последна. Ама не за Македонија, туку за неговиот мандат.